неутрално издание на Дневникот на К1. Добро вечер. Измина една недела од предизборната кампања. Караваните на политичките партии вечерва крстосуваат низ Вардарскиот и Тиквешкиот регион. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата предизборно се представија во Неготино и Кавадарци, а коалицијата за подобра Македонија предводена од ВМРО ДПМНЕ вечерва митинг одржува во Велес. Со Дневникот започнуваме веднаш по кратките најави. Велешани вчера вечер ги слушнаа ветувањата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, а вечерва на ВМРО ДПМНЕ. Ноќеска на полноќ поскапуваат бензините. Во Кавадарци ќе биде изграден бизнис информативен центар. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата вечерва предизборно се представија пред жителите од Неготино и Кавадарци. Директно во овој Дневник од Кавадарци ја вклучуваме колешката Мартина Митков, која го следи митингот на СДСМ. Мартина, какви предизборни пораки се упатија вечерва? Драги сограѓани, другари и другарки, 10 години се обидуваат да ни прикажат Сања, како што лажна кажа и реалност. ти, 10 Социјалдемократскиот години сојуз изборно се создаваа представува во лаги, типешијата. Во моментов се одржува централниот митинг директно овде од во парите на Кавадарци, народот. а ние предходно бевме и на митинг во Неготино. Оттаму се обрати лидерот на партијата, кој што истовремено е носител на кандидатската листа од изборната единица 4, Зоран Заев, како и коалицијските партнери. Предлагам во овој момент да слушнеме што кажа Горан Мисовски, дел од коалицијските партнери на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ние изборниот процес на 11 декември будно ќе го следиме. Ќе мора да дадеме шанса на граѓаните во Република Македонија на мирен и на честен начин да одлучат дали нашата програма или нивната програма се поприфатливи за нив. Тој процес будно ќе го следиме и јас денес, одејќи по сите овие села овде околу Неготино, апсолутно можам со право да ја пренесам позитивната енергија. Дефинитивно на 11 декември победуваме! Е нормално грошјата да скапи на ливите, а државата да им дава субвенции на визбите. Студио, како што кажав, од Неготино се обрати лидерот на партијата, кој што истовремено е носител на кандидатската листа од изборната единица 4. Се представи и кандидатот за пратеник од Неготино на СДСМ од изборната единица 4. Тие најавија развој на економијата, нови мерки за младите, голем број зголемување на минималната и просечната плата, намалување на враќање на ефтината тарифа на струјата. Предлагам да погледнеме што најавија тие од Неготино. Чашијата ни остана празна. Иселувањето мора да престане. Затоа нудиме живот овде во Македонија. На Македонија е потребна власт која ќе гарантира слобода на граѓанинот, власт која ќе гарантира сигурна економија, власт која ќе овозможи живот овде во Македонија. Почитувани неготинчани, ме гледате мене. Ниту читам, ниту нешто посебно се мачи. Ја отварам душата и овде сум пред вас. Ова чест вечерва што ја правите, на овој полн площад, на вакво време, заслужува збор од политичар. Јас сум овде вечерва да си го дадам мојот збор, оти знам дека ќе помогнам. Така е! Зоки! 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 Вечерва сум овде целосно убеден во победата. Владата има обврска да се грижи за своите граѓани.
владата на СДСМ и на коалиционите партнери ќе го работи Така е, точно студио, тоа. како што кажав, ние се Никогаш наоѓаме на повеќе централниот нема митинг да на дозволиме Социјалдемократскиот да се сојуз овде во повтори Кавадарци борба во моментов. како 2016 Кавадарчани го година. слушаат обраќањето на Тоа, че кандидатот вие за минете пратеник од за Кавадарци овој Пети регион, Анкитев. ви давам збор, Остануваме и во овде собранието следен дека ќе кој што ќе се борам обрати исклучиво пред за таа Кавадарчани е лидерот Зоран Заев. Со многу повеќе информации во утрешното издание на вестите. Исто така Мартина, јас ти благодарам за ова вклучување во дневникот, да подсетиме дека таа информираше за изборното представување на СДСМ и коалицијата во Тиквешијата, поточно во Неготино и Кавадарци. А кога сме кај коалицијата предводена од СДСМ, тие вчера имаа свое предизборно представување пред Свети Николчани и Велешани. Ања Василева беше задолжена за нивно следење. Коалицијата предводена од СДСМ вчера вечер изборно се представи во Свети Николе и Велес. Промовирани беа кандидатите за пратеници и делови од изборната програма. Економијата ќе ја развивале преку мерките за млади, до образование за младите преку обуки, нови вработувања, отварање на нови студентски домови и кампуси, подршка на малите и средните предпријатија, враќање на ефтината тарифа на струјата. Овие луѓе што учат економија во моето училиште заслужуваат вистинска шанса да придонесат кон напредок и развој во земјата. И сите млади луѓе во сите училишни клупи што останаа во државава заслужуваат шанса да придонесат за напредок на оваа земја. Ние им ја гарантираме таа шанса. Ќе ги задржиме во Македонија со сериозен план за сигурна иднина. Ќе го запреме ова децениско страдање што Никола Груевски и ВМРО ДПМН и го направија на Македонија. Пред симпатизерите и подржувачите свој обраќање имаше и носителот на листата во изборната единица број 3 Љупчо Николовски. Тој на земјоделците им вети добри услови за развој на нивниот бизнис и поголеми субвенции. Од градот на прогресивната, на револуционерната мисла на Кочо Рацин вечерва силно грмат крупните промени кои што доаѓаат на 11 декември. Овој татнеш што вечерва го тресе Велес е крик за живот што ќе го слушне Груевски. Секаде низ Македонија граѓаните се желни за живот. Имаме план за живот, имаме програма со чија реализација Македонија ќе оди напред. Како дел од проектите, лидерот на Зоран Заев ги напомена повисоките плати за здравствените работници и за наставниците и шанса за сопствен бизнис за младите. Живот во страв не е живот, а од другата страна ние Македонија. Почитувани неопределени граѓани. Вие не сте само приматели на социјална помош, субвенции, јавната администрација плати или уплашени луѓе од казна. Вие сте и нечии родители. Вие сте и нечии татковци и мајки. Вие сте и нечии деца. Вие сте и нечии браќа и сестри. Вие сте и нечии чичковци и вујни. Вие сте чеда на ова Македонија и имате одговорност како и нас овде присутните. Да се одважите и да отворите душата. Она што можеше да се забележи на митингот на СДСМ и коалицијата е огромниот број на албански знамиња. Поддршка од 50% од државата при купување на првото стадо, 50% од инвестицијата за насади на нови површини, како и 10% поголеми субвенции во првите 5 години за млади земјоделци до 35 години. Ова го најави Панче Иванов од партиската говорница на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Кандидатот за пратеник во изборната единица 3 на коалицијата предводена од СДСМ Панче Иванов од партиската говорница порача дека планот за живот предвидува поддршка за земјоделците. Поддршка од 50% од државата при купувањето на првото стадо, 50% од инвестицијата за насади на нови површини, како и 10% поголеми субвенции во првите 5 години за млади земјоделци до 35 години. Го окинуваме персоналниот данок на доход остварен од основна земјоделска дејност. 50% поевтина нафта за земјоделска механизација. Финансиска поддршка од 50% за набавка на современа земјоделска механизација. Доделуваме државно земјиште
земјоделско, за сточарите сами да произведуваат добиточна храна. Меѓу другото, Иванов го потенцираше и намалениот данок на додадена вредност за добиточна храна од 18 на 5%, укинување на геодетскиот елаборат при барање за сеча на собствениците на приватните шуми. По 20% повеќе субвенции за секој нов хектар за лозови и овошни насади, за регистрираните сточари 30% повеќе субвенции за секое ново грло добиток. Планот за живот, како што најави Иванов, е минималната плата во април 2017 година да биде 12.000 денари, додека во 2020 истата да биде 16.000, како и просечна плата од 30.000 денари. Коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМНЕ, вечерва митинг одржува во Велес. Директно од центарот на градот во овој дневник имаме вклучување од колешката Катерина Нацева. Кате, каква е таму атмосферата и што ВМРО ДПМНЕ и коалицијата предизборно им ветија на велешани? Сање, можам да кажам дека во моментов тече обраќањето на лидерот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски. Да напоменам дека и покрај ладното време велешани масовно излегоа да дадат својата поддршка на коалицијата за подобра Македонија. Вечерва Велес е обоен во црвено-жолто. Вечерва Велес ја дава својата поддршка на коалицијата за подобра Македонија. Масовно излегоа, масовно се собраа во центарот на градот во Сармале за да ја слушнат програмата на коалицијата за подобра Македонија предводена од лидерот Никола Груевски. Своје обраќање има вечерва коалиционите партнери Стефчо Јакимовски и Михаил Цветков. Овде предлагам да слушаме дел од нивните излагања. И дали сега, кога нема меѓуетнични тензии помеѓу македонците и албанците, за Македонија да нема мир, опозицијата отвора ново жариште, односно борба македонец против македонец. Затоа јавно го поставам прашањето, за дали се уште не следи генот на самоуништување? Повторно не. Македонија во изминатите 70 години ја научи лекцијата. И на секој македонец е кристална јасна дека само единствена, суверена, унитарна држава е најдоброто решение за македонскиот народ и сите припадници на други народи и народности кои живеат во Република Македонија. Ние се здруживме заедно. Се здруживме затоа што нашата држава Република Македонија е загрозена и однатре и однадвор. Однатре ја загрозуваат шарените, ја загрозува шареното друштво на чело со Ремица & Компани, а однадвор и тие имаат име и презиме, се викаат Чадор. Јас сум човек кој што смета дека треба да му се спротиставиме на секого што не е во право, па колку сака нека биде гонен и колку сака нека биде силен. Секоја сила и неправда ќе падне пред срстината на народот македонски. Ако, почитувани пријатели, ние покажеме дека имаме своје ја, дека сме цврст орев и дека си ја заслужуваме Република Македонија. Има сериозни последици. Последици од големи разлики и ќе ни дојдат многу брзо. До сега реализираните проекти беа представени пред велешани, но и она што во иднина се планира дел од предизборната програма која што коалицијата за подобра Македонија ја направи. Вечерва пратеникот, кандидатот за пратеник од ВМРО ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија Ѓорги Коџабашиев искажа дел од неа, она што тие планираат да го прават во иднина за младите, за сите земјоделци, за нови патишта и изградба на подобра инфраструктура. Предлагам овде да слушнеме дел од излагањето на Ѓорги Коџабашиев. На 11 декември испратиме поворака дека довербата од народот не може да добијат политичари кои ги продаваат националните и државните интереси. На 11 декември граѓаните ќе дадат својата поддршка на човекот
кои ги обедини сите напредни сили во оваа држава. На 11 декември граѓаните ќе ја дадат својата подршка на единствениот лидер кој одаде почит на сите кои се стремелија во независноста на оваа држава. Лидер кој непоштедно и посветено ја гради Република Македонија, лидер кој се бори за модерна, успешна Европска Република Македонија. А тоа е почитувани преdsjednik председател на ВМРО-ДПМН и предводник на коалицијата за подобра Македонија, господинот Никола Груевски. Па макар купиле еден политичар или една политичка гарнитура. Ги оставија да газат вокала, сега бараат нивна поддршка. Ова беа зборовите на носителот на кандидатската листа во изборната единица 3, Илија Димовски, кој во своето обраќање даде осврт на она што граѓаните не го добиле од Социјалдемократскиот сојуз, а сега тие бараат нивна масовна поддршка со она што тие ги лажат Велешани и ги собираат нивните гласови. Предлагам овде да го слушнеме излагањето на Илија Димовски. СДСМ додека беше на власт, на нашите сограѓани од Бузалково и од Јаболчиште, нити асфалт им немаше поставен. Сега им ветува некаква лажна двојазичност и благодарение на нив збира луѓе на митингот во Велес. Без пат ги беа оставили. Газеа луѓето во асфалт, газеа луѓето во кал. ВМРО-ДПМН го направи патот и за Бузалково, и за Јаболчиште. Таму живеат наши сограѓани албанци и ние знаеме дека тие ќе го почитуваат тоа и знаеме дека нема да веруваат на Зоран Заев, на кого не му верува нити собствениот народ. Почитувани наши сограѓани, само за оваа намена во Велес и Велешко се потрошија 6,73 милиони евра само за изградба на локални патишта до велешките села. Таков програм од 500 евра за еден човек и семејство се знаете ли? Порака за соживот, апел за неподеленост. Вечерва од Велес испратија коалиционите партнери за подобра Македонија. Она што тие го изјавија и порачаа вечерва на Велешани е масовно да излезат на 11 декември и да ја дадат својата поддршка на оние кои што сметат дека за нив ќе направат подобра иднина овде во Македонија. Студија, доколку немате прашања, ние овде се одјавуваме, а остануваме и понатаму да го доследиме до крај излагањето на лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Кате, јас ти благодарам за ова вклучување во дневникот и што ни принесе дел од атмосферата од митингот на ВМРО-ДПМН и коалицијата. А голем народен митинг во Скопје вчера одржа коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО-ДПМН. Лидерот на партијата и носител на кандидатската листа во 4-та изборна единица Никола Груевски презентираше дел од изборната програма Реално. Ќе креираме околу 70.000 нови работни места, а невработеноста ќе се сведе за 4 години некаде помеѓу 17 и 18%. Ќе ги зголемиме платите во јавниот сектор за 10,25% до 2020 година и за 10,25% ќе ги зголемиме пензиите на пензионерите за тој период, истакна Никола Груевски, лидерот на ВМРО-ДПМН и носител на кандидатската листа во 4-та изборна единица на коалицијата за подобра Македонија на митингот во Скопје. Ќе зголемиме и социјалната помош за нови 50% до 2020 година. Ќе направиме постепено реално зголемување на минималната плата и таа ќе достигне 14.000 денари до 2020 година, а во текстилната и кожарската индустрија постепено ќе се зголемува до 13.500. Груевски се осврна и на бизнис секторот, за кој рече дека ќе обезбедат кредитна линија од Европската инвестициона банка, со која ќе се изврши репласирање на над 100 милиони евра со особено ниска и фиксна каматна стапка. Најави изградба на 140 детски градинки, 18 нови училишта и реконструкција на повеќе од 140 училишни објекти.
Во делот на модернизација на здравството во следните 4 години ќе набавиме 3700 најсовремени медицински апарати и медицинска опрема во вредност од 33 милиони евра. Како значаен проект, Груевски го потенцираше проектот за рестартирање на стопанските капацитети, жртви на транзицијата, со пакетот мерки за инвеститорите кои ќе се стекнат со собственост, за кои е предвидено директна државна финансиска поддршка, грантови за набавка на машини и адаптација на просторот, даночни ослободувања и низа други поволности. ВМРО ДПМНЕ со став СДСМ вчера вечер ги навреди Велешани. Тие испратија пораки за предавство и директно ја потврдија нивната цел – федерализација на Република Македонија и воведување двојазичност на целата нејзина територија, истакна денеска од партиската говорница на ВМРО ДПМНЕ Велес. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Велес смета дека вчера вечер СДСМ целосно ги навреди и понижи македонските граѓани. Токму поради ваквите антидржавни позиции на Заев и Социјалдемократскиот сојуз, граѓаните им го вртат грбот, вели Јордан Витанов. На митингот кој го одржа во Велес, пред најстарата гимназија на Балканот, пред споменикот на основоположникот на македонската современа поезија, револуционерот Коста Солев Рацин, од центарот на Македонија, згазија врз ликот и делото на гимиджиите, на велешките линденци Алабакот до Курчев и Офицерчето, на Брашнаров, Джинот и Чуповски, на Оливер Китановски и останатите бранители, така што испратија порака за предавство и директно ја потврдија нивната цел – федерализација на Република Македонија и воведување двојазичност на целата нејзина територија. Сликата за Велес и неговите граѓани не е вчерашниот собир на Социјалдемократскиот сојуз, изјави Ѓорги Коџабашиев од партиската говорница на Општинскиот комитет ВМРО ДПМНЕ. Нивниот митинг беше навреда за овој град и рушење на достоинството на Велешани, додаде Коџабашиев. Велес и Велешани досега многу пати покажале дека овој град е центарот на Македонија. Овде е домот на македонската култура, природба и авангарда. Граѓаните на Велес секогаш биле знаменосци во победите на македонскиот народ, потенцира Ѓорги Коџабашиев. По повод одбележувањето на независноста на Албанија и денот на албанското знаме, во Тирана е формирана Унија на албански општини во регионот. Во Унијата покрај Тирана влегуваат и Приштина, Тетово, Улцин и Прешево. Ова предизвика низа реакции кај граѓаните, бидејќи планот за кој се залага Заев е формирање на голема Албанија. Дали заложбите на лидерот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев за воведување на двојазичноста во Република Македонија ќе доведе и до федерализација? Ова прашање е се поактуелно и помеѓу политиколозите. Неодамна Заев на средбата со диаспората во Швајцарија го отворил прашањето за двојазичноста, а постави и двојазични табли на штабовите на СДСМ. Анализирајќи ги хронолошки работите, неделникот Република пак пишуваше дека планот на СДСМ е распад на државата во 3 фази, преку двојазичност, федерализација, отцепување. По повод одбележувањето на независноста на Албанија и денот на албанското знаме, во Тирана е формирана Унија на албанските општини во регионот. Покрај албанската престолнина, Унијата ја сочинуваат и Приштина, Тетово, Улцин и Прешево, објави денеска Б92, а меморандумот го подпишале градоначалниците на истите. Поврзувањето на овие 5 општини има за цел утврдување на механизмот на меѓусебната соработка, во како што се наведува областа на урбанизмот, животната средина, културата, инвестициите и иновациите. Се поставува прашањето дали со формирањето на оваа Унија на албански општини е увертирана голема Албанија. Инаку според Република, застапник на идејата за формирање на кантони во Македонија, по примерот на Швајцарија, е токму Зоран Заев. Тој јавно изјави дека рамковниот договор треба да се отвори и надгради. Дали сегашните случувања се долго планирани?
Државната изборна комисија на денешната седница го заклучи избирачкиот список за предстојните предвремени парламентарни избори кои се закажани за 11 декември. Вкупниот број на гласачи кои се запишани во избирачкиот список изнесува 1.784.416 избирачи. Во изводите од избирачкиот список за гласање во Република Македонија се запишани 1.531.368 гласачи. Во посебниот извод од избирачкиот список за лица кои согласно евиденцијата на надлежен орган се на привремена работа или престој во странство, а не поднеле пријава за гласање во дипломатско-конзуларните представништва или конзуларните канцеларии на Република Македонија во странство, вклучувајќи ги и граѓаните за кои согласно член 196а се смета дека се на привремена работа или престој во странство, а кои не поднеле пријава за гласање во дипломатско-конзуларните представништва или конзуларните канцеларии на Република Македонија во странство, се запишани 230.122 гласачи. Како плод на прекуграничната соработка со општина Воден од Република Грција, во Кавадарци ќе биде изграден бизнис информативен центар. Во рамки на ова продолжуваат активностите и работилниците за изградба на центарот. Овие 2 дена во Кавадарци се одржуваат презентации на локални производи, кои ќе бидат представени пред македонската публика. Продолжуваат активностите во рамки на имплементација на проектот за изградба на бизнис информативен центар во Кавадарци. Проект кој се реализира како плод на прекуграничната соработка со општина Воден или Едеса од Република Грција. Раководителот на оделението за локален економски развој при општина Кавадарци информираше дека во наредните 15 месеци следуваат повеќе активности во рамките на проектот, организирање на заеднички бизнис средби и едукација на предприемачи. Низа други активности кои што ќе се реализираат на двете страни од границата, кои опфаќаат бизнис средби помеѓу бизнисмените од двете страни на границата. Една таква средба веќе се одржа во општина Воден, а понатаму очекуваме да се одржи во општина Кавадарци. Таквата бизнис средба е планирана во текот на утришниот ден да се реализира. Исто така, во текот на денешниот ден ќе имаме и имплементација на едукативни серии и работилници кои што се однесуваат на учениците кои завршуваат со 4-та година гимназија и во другите и во останатите 2 технички школи во општина, средни технички школи во општина Кавадарци. Како резултат на проектот се очекува учениците и младите кои денеска беа дел од сите работилници на оваа заедничка соработка да се подготват за пазарот на трудот. Проектот е финансиран од Европската унија со околу 250.000 евра, а има за цел да го поддржи бизнис секторот во прекуграничниот регион. Директорот за туризам од општина Воден Евангелис Киријаку рече дека овие 2 дена во Кавадарци ќе имаат можност да разговараат за поврзувањето на руралниот, индустрискиот, сервисниот сектор и секторот за туризам, во насока да се намали невработеноста во овие 2 општини. Тука сме да ја поддржиме имплементацијата на изложбата на локални производи, во насока да ги зајакнеме трансакцијската соработка во пограничниот регион. Имаме одличен квалитет на вода и цреши. Вие имате многу квалитетно вино. Постојат огромни можности за соработка во секторот за туризам. И да вклучиме зајакнувањето на предприемаштвото, посебно кога се работи за млади предприемачи и жената како предприемач. Ние не сме предприемачи, ние не сме бизнисмени како општини, но меѓутоа верувам дека сме базата која што може да поттикне соработката на предприемаштвото помеѓу двата региона преку овој проект. Бизнис информативниот центар ќе биде сместен во поткровието над градската библиотека во центарот на Кавадарци. Овде ќе бидат изградени 6 канцеларии кои бесплатно ќе бидат дадени како поддршка на новите бизнисмени и предприемачи, а истите ќе имаат 6-месечна поддршка од локалната самоуправа. Во текот на утрешниот ден ќе биде организирана презентација на локални производи со цел да бидат представени пред македонската публика. Од ноќеска на полноќ бензините поскапуваат за 2, а дизелот за 1,5 денари. Ова е новата одлука на Регулаторната комисија за енергетика. Од ноќеска на полноќ во автомобилите ќе точиме поскапи горива. Ова е новата одлука на Регулаторната комисија за енергетика која ги објави новите цени на бензините и дизелот.
Малопродажните цени на горивата се зголемуваат за 1,5 односно 2 денари. Тоа значи дека цената на Евросупер од BS95 се зголемува за 2 денари и ќе изнесува 62 денари. Зголемување има и на Евросупер BS98 за 2 денари. Новата цена ќе изнесува 64 денари за 1 литар. Цената на евродизелот се зголемува за 1,5 денари, со тоа малопродажната цена на евродизелот ќе изнесува 48,50 денари за литар. Промена има и во малопродажната цена на мазутот М1ХЦ, која се зголемува за 1,914 денари, а со тоа новата цена ќе изнесува 23,861 денар за килограм. Малопродажните цени на нафтените деривати во просек се зголемуваат за 4,48%. Регулаторната комисија за енергетика новата цена на горивата ја формираше врз основа на просечната цена на нафтата на светскиот пазар и курсот на денарот во однос на доларот во изминатите 2 недели. Секторот за натрешни работи Велес поднесе кривична пријава против 24-годишниот АД поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. 24-годишниот велешанец АД се здоби со кривична пријава од страна на СВР Велес поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. На 16.7.2016 година од страна на полициски службеници извршен е претрес во домот на пријавениот, при што се пронајдени вкупно 32 најлонски опаковки хероин со вкупна маса од 6,83 грама. Се превземаат мерки за расчистување на случајот. Органските производители имаат само уште неколку дена за пријавување за субвенции, односно до 30 ноември. Земјоделците кои се занимаваат со ваквото производство имаат од 30 до дури 100% поголеми субвенции од другите фармери. 30 ноември е последниот ден за пријавување за субвенции за органските производители. Органското производство се субвенционира со 30% повеќе од примарното, а откупувачите, трговците и извозниците со дополнителни 5% од вредноста на продадените производи. Годинава органските градинари ќе добијат повисока финансиска подршка за 70%, а лозарите и овоштарите дури за 100%. Дополнително ќе им се платат и половината од трошоците за сертификатот за органски производи. По 3.500 денари за хектар следуваат и за нивите на кои се користи зеленото ѓубриво и за земјиште оставено за следната година за одгледување на друга култура. Во Македонија има пријавено вкупно 3.100 хектари со органско производство и 480 производители. На телефонската линија за медицински совет Ало докторе 1161 граѓанин побарале совети во изминатите 7 дена, информира Здравствениот дом Скопје. Православните христијани од денес па до 7 јануари започнуваат со 40-дневниот Божикен пост. Вести од Македонија во продолжение. Во изминатите 7 дена на телефонската линија за медицински совет Ало докторе имало 1161 јавувања. Здравствен дом Скопје информира дека од 15 септември 2014 година, кога почна да работи линијата, досега имало 121.578 повици. Јавувањата најчесто се за совети поврзани со кардиоваскуларни и респираторни симптоми, главоболки, сезонски настенки и симптомна болка. 25 доктори се достапни за медицински совет за јавувањата од цела Македонија и линијата е достапна секој ден 24 часа. Целта е да се овозможи непосредна медицинска консултација во моментот на појава на какви било симптоми на нарушување на здравјето. За православните верници од денеска започнува 6-неделниот Божикен пост, кој му претходи на најрадосниот христијански празник Рожденство Христово Божик. Постот ќе трае 40 дена, односно до Божик 7 јануари, денот на раѓањето на Исус Христос. Бидејќи датумот на Божик не се менува, постот секоја година почнува на 28 ноември, а завршува на Бадник 6 јануари.
Целта на постот е да се исчиста духот и телото, што се постигнува не само со воздржување од мрсна храна, туку и од лоши мисли, зборови и дела. Божикниот пост е втор по должина на траењето веднаш по великденскиот. Во однос на строгоста за употреба на храна, Божикниот пост е поблак, бидејќи дозволува користење на вино, зејтин и риба. За време на овој пост, постни се и сите славски трпези. Поранешниот француски премиер Франсуа Финьон на вчерашниот втор круг од избори е избран за председателски кандидат на десницата за изборите за шеф на државата кои ќе се одржат во мај идната година. Денеска во Брисел ќе започне нова рунда преговори помеѓу Приштина и Белград. Вести од светот. Франсуа Фијон, поранешниот француски премиер, е избран за председателски кандидат на десницата за изборите за шеф на државата кои ќе се одржат во мај идната година. На вчерашниот втор круг од внатрепартиските избори, тој освои 67% од гласовите, победувајќи го со повеќе од 30% својот против кандидат Ален Жупе, кој е исто така поранешен француски премиер и актуелен градоначалник на Бордо. Изборот за председателски кандидат, кој е организиран по примерот на американските избори, е прв од ваков вид на републиканците, а се сметаше како борба меѓу социјално конзервативниот и економски радикалниот Фијон и умерениот Жупе. Нова рунда преговори ќе започне денеска во Брисел помеѓу Белград и Приштина. Директорот на Српската канцеларија за Косово Марко Ѓурич ќе ја предводи делегацијата од Белград, јави Танјук. Темите за кои ќе се разговара ќе бидат спогодбата за заедницата на српските општини, правосудството, телекомуникациите и слободата на движење. Разговорите е предвидено да траат до среда, стои во соопштението. Во српската делегација има и представници од институциите надлежни во тие области. Околу 10.000 цивили побегнале од источните делови на сирискиот град Алепо кон областите кои се под контрола на курдските и сириските сили, соопшти денеска Сирискиот центар за мониторинг на човековите права. Сирискиот центар, чие седиште се наоѓа во Лондон, тврди дека околу 10.000 луѓе ги напуштиле источните делови на Алепо во периодот од саботата навечер до неделата. Најмалку 6.000 цивили заминале во населбата Шеик Максуд, која е под контрола на курдските сили, додека останатите побегнале во области кои се преземени од владините сили, се наведува во соопштението. Времето утре во Македонија ќе биде облачно, студено и ветровито со повремени врнежи од снег со слаб до умерен интензитет, особено во источните делови. Врнежи ќе има и во пониските делови од земјата, каде се очекува да се формира помала снежна покривка, која на планините ќе се зголеми. Деталите во продолжение. И тука е крајот на централното издание на Дневникот. Имате пријатна вечер. Пријатно.